Со извици нема да ви помине, нема правда, нема мир, екстерно за владата и звуци на сирената за тревога, неколку стотини средношколци во организација на средношколскиот пленум денеска излегоа на марш на улиците на Скопје. Маршот под мотото "Борбата продолжува" почна пред фонтаната во градскиот парк, а заврши пред Министерството за образование и наука, за како што рекоа да го потсетат министерот дека треба да го слушне нивниот глас. Средношколците се пожалија дека имале притисоци и закани да не присуствуваат на маршот, но сметаат дека имаат право и обврска да се борат против, како што велат, експериментите во средното образование. Дел од нив рекоа дека нивните другари од гимназијата Јосип Броз Тито биле заклучени во училиштето за да не дојдат на маршот. Еден од учесниците на протестот, Андреј Битраков, вели дека бараат укинување на екстерното тестирање, државната матура да се полага следните 4 години по стариот концепт и да бидат рамноправно вклучени ако се носи нов концепт на полагање матура. Докажано е преку многу страни аргументации дека екстерното тестирање и новиот концепт на државна матура на никаков начин не го подобруваат образованието, само го уназадуваат. Од причина што да речеме конкретно за екстерното тестирање, тоа не се користи за прави цели како што би била компаративна анализа, туку се користи за тестирање на наставници, за плашување на ученици, односно во никој случај не го подобрува нашето образование. Средношколецот Никола Крстевски пак рече дека лошите реформи во образованието се една од причините за иселувањето на младите од Македонија. Ве сметам за директно одговорен за сите мои пријатели и познаници што ја напуштија Република Македонија. На протестот пред Министерството за образование се обрати и професорот Душко Стојановски од гимназијата Орце Николов. Тој рече дека во изминатите денови училиштата биле сардисани од инспекцијски служби за да се спречи маршот. Инспекцијски, па да не речам полициска акција со закани. И исклучу со закани никаде не се скасува. Заканите кога тогаш ќе доведат до револт кој што ќе биде против одговор што е лош. А зошто да одиме кон такви против одговори? Кога може низ разговор тие работи да ги решиме. Протестите на средношколците против новиот концепт на полагање матура и екстерно тестирање почнаа во март годинава, охрабрени од успехот на студентските протести. Потоа тие ја бойкотираа наставата, а во април почнаа и да кампуваат во паркот пред Министерството за образование. На крај Министерството делумно попушти и матурантите полагаа по стариот концепт, но од годинава го воведува новиот концепт на матура.